Добра вечер, подкастджи. Добро дојдовте во втората епизода од втората сезона на подкаст Тоа е тоа. Вечерва, како што можете да видите, малку е топло и жешко во нашето студио. Тоа не е без причина. Вечерва со нас, верувале или не, убава, шармантна девојка до мене со прекрасен волшебен глас, Антонија Гиговска. Hello! Како си? Супер, вие како сте? Супер. Можеме на ти? Можеме на ти, нормално. Нема да се мачиме, полесно ќе ни биде Нема. комуникацијата. Пред се да ти заблагодарам што ја прифати нашата покана. Нема на што, Почестени сме што си со нас. Ви благодарам многу на поканата и многу ми е мило што има вакви дечки како вас кои што прават на вистина прекрасна емисија. Фала ти, Ги имам гледано сите. Супер. Дали со некој од тие што ги виде, предпоставувам и лично се познаваш со многу миналодни, па со дали сите. се консултираше и што рекоа за нас? Па не се консултирав, знаев каде доаѓам, ми се допадна многу тоа што имате убава камера и ке се нашминкам и ќе изгледам убава, така што зборнав со имам зборано со Лазаров баш околу неговото гостување и ги имам изгледано сите емисии, многу ми се допаѓа вашата емисија. Ти благодариме, инаку за нашите камери ти да не си нашминкана, секако си убава Ви благодарам. и со волшебна насмех. Фала ти многу. Да, бидејќи сите знаеме за твоите вокални способности, може ли да ни кажеш за на почетокот од каде дојде таа желба, дали се сеќаваш, дали е тоа од рана возраст? Па искрено само знам дека ме одбра на поточење да одам. Па имав сигурно 7, бев во градинка и тоа беше безуспешно затоа што мораше да каде што бевме сите нели деца таму, мораше да влеземе само децата, а родителите да останат надвор. За да нели може да почне снимањето и кога рекоа родителите надвор, Антонија почна да плаче, не влага без мама и тоа беше првиот неуспешен обид за мојата кариера да почне. На 11 години почнав да пеам така, не знам како ни јас, искрено, пошто кога сум била мала и во градинка, не била свесна дека можам да пеам. Почнав да пеам во соба и брат ми ме слушна, ги викна моите, дојдете да слушнете и така некако почна све, почна да постирам кавери на од некои песни на YouTube и уште ги има тие снимки, не можам да се гледам, ама добро. Така да 11 години на 11 години почна да пеам. Уствари, твојот брат те открил. Да, мојот брат го откри талентот. талентот. Имаме талент дома. Така е, мојот брат го откри талентот и после следат фестивали, пинкови звездички. Се до денес. И да. А имаш во фамилијата некој што се занимавал со музика? Па сите, можам да кажам дека доаѓам потекнувам од музичка фамилија, затоа што татко ми свирал хармоника, свирал сајзер, имале бенд порано, мајка ми игрорна, брат ми, чичко ми, баба ми пеела. Ништо не е случајно. Да. Инаку за пеењето мислам дека сум само јас. Баба ми си подпевнувала така кај нив во село порано, не смеела да пее многу и да биде пејачка, не ја дозволувале, така да. Добро, тоа се стереотипите од порано. Само јас пеам. Сите пеат и брат ми пее, брат ми се зафркава дека пее после третата чашка. Ама јас ти кажувам дека пеат сите. Не, и јас пеам, ама не за широката маса, тоа ќе биде така, јас да пеам во дискотека многу брзо би расчистил дискотеката. Ако, убаво е сите да си пеам. Да, убаво е секако. За расположение. Да. Добро, на 11 години, нели, почнуваш веќе, твоите откриваат дека има дома волшебен вокал. Како доаѓате до идејата за Пинкови звезди? Некој те пријави, ти сама си одлучи, разговаравте дома? Тоа беше идеја на брат ми. Виде дека има аудиции и така некако почна се. Јас искрено сакав Пинкови звездички затоа што можев да бирам и да пеам на српски песни, да пеам и македонско, да пеам и нешто странско. Не бев ограничена, така што многу повеќе ми се допадна Пинкови звездички и сето тоа што беше нели таму, затоа што имаше пред мене, јас бев во втората сезона
Имаше пред мене една сезона која што ја имав гледано. 2016-2017 мислам. Јас бев 2015 мислам или 16-та. Што прочитав, Знам дека имав 14 тоа години. грешно имам прочитано. Да. 2016-2017 прочитав, можеби Сигурно и знаеш грешка сум повеќе од прочитал. мене. Татко ми сеќа гледа и ќе каже, аман, не ги научи датумите, иначе сум слаба со датуми многу. И јас сам ништо ако не морам да помнам. се подготвам, морам да се Може, подготвам. може, па супер, ти ќе ме потсетиш. Да, затоа сум тука јас. Така е. Добре, Така и се да. одлучивте? Се пријавивте? Да, и така некако почна се запознав со се знаев од претходно со оној кој што е музички продуцент на Пинкови звездички. Немања во овој момент ќе го поздравам. Поздрав до Немања. Поздрав до Немања. Тој беше тука и пред да се пријавам јас на Пинкови звездички, се видовме на еден фестивал во Мркојнич град во Босна, каде што победив на тој фестивал, а тој беше во жири. И уште тогаш ми спомна, да знаеш дека можеш да се пријавиш, ја би сакал да те видам таму. И некако јас и он се зближивме многу, затоа што ми помагаше околу песни, околу матрици, додека траја пробите со него бевме цело време таму. Нели бевме во карантин неколку дена пред да биде снимањето. Значи јас колку што се сеќавам, можеби преку 40 или 50 пати сум била онака таму присутна, да патуваш Скопје, Белград Тоа нон-стоп. траеше. Тоа траеше долго време и мислам дека тоа ми е едно од поубавите искуства. Одиме сепак, мислам, се пријавуваш на балканско шоу, значи не е на локално нешто, па да одиш и да очекуваш дека ќе бидеш во првите 10 или сепак станува збор за Да, балканско. Со какви очекувања отиде веруваше во себе дека ќе стигнеш баш до тие Па последните? Мислам дека седмо. Седмо, да, во суперфиналето. Па имаше, јас ако ќе се навратам, имаше многу деца кои што и неправедно испадна и кои што стварно се таленти и преубаво пеат. И имаат се што треба една звезда да има. Па никогаш не одам со никакво очекување, зашто тоа ми е една поука во животот, да не очекувам ништо за да не се разочарам. Затоа што намали си ги очекувањето, може ќе се изненадиш. Многу пати сум се разочарала, но искрено тоа ми е едно од поубавите искуства и без разлика дали ќе ова е поттик за сите оние кои што сакаат да се пријават на некое такво шоу, без разлика дали ќе победиш или не, важно е да продолжиш да работиш, да следиш сонот. Да го следиш сонот и да едноставно го правиш тоа што најмногу го сакаш, да не се откажеш затоа што има премногу деца, ќе кажам тогаш деца, сега сме веќе повозрасни. Ние сме имале 14-15 години, некој од нив Еве Мартија што била со мене или Марко што победи, он имаа по 11-12 години и беа доста помали од мене. Не се откажа од пењето, него продолжија да работат и да снимаат песни, настапи. Јас се слушам и со Марко, многу често имаше песна за Евровизија сега и скоро се сменато е детето многу, пораснате и многу ми е мило што ги гледам така убави возрастни деца кои што на музички се уште план и пеат. на физички план. Така е. За сите нели што ќе ја гледаат емисијата, да ни откриеш малку повеќе за Пинкови звезди, нели како почнуваат со кастинг, не знам како ве одбираат, кој ќе продолжите, како функционира сето тоа? Па така се аудициите, се прават аудиции и во Македонија, кај нив, кај нас имаше во повеќе градови, кај нив исто така има во повеќе градови. Потоа не делат во десетина деца, не делат во посебни кругови и имаме пример, не знам, на 24 март имате снимање, мора да сте 3 дена порано. Дојдени во карантин и додека сме во карантин си правиме проба, имаме све организирано, јадење, све, превоз до таму, до Шимановци, местото каде што се снима, имаме организиран превоз и за назад до хотел и тоа е предобра организација, значи Ве третираат уште од мали како баш вистински звезди. Да, дефинитивно. Студиото изгледа многу големо, но е многу мало, затоа што е камерите лажат. Огледало има од страна. Имаш директен контакт, да кажам, со жирито. Не се многу далеку, него се тука баш до тебе.
и јас сум со секој од нив, да кажам, сум останала во контакт и некои од нив ми се и доста блиски веќе. Ќе го споменам Хари Матахари, после сме се видели, сме пееле заедно. Елена Томашевиќ ми е многу драга и многу ја сакам. Гоца Тржан ми е преблиска, луда е како мене. Така што имаме контакт се уште со нив, со некој од нив јас сум нонстоп во контакт. И нешто кое што навистина ме направило срекна во тој момент како дете е тоа што сум можела да примам совет од нив за било што, за некоја песна, за нешто што не треба да го направам, нешто што треба да го направам за следниот пат. Така да, тоа е едно преубаво искуство за дете од 14 години. Па за дете од 14 години застануваш... И доволно стресно, меѓутоа јас имав некоја, секогаш кога излезам на сцена, тоест пред да излезам на сцена имам некое чувство така позитивно, нешто ми се случува во стомакот. Позитивна трема. Да, но тоа не е трема. Застанувам на сцена и се губи тоа. И кога ќе видам публика, одма е друг филингот. Па добро, мислам дека е баш тоа друго. позитивна трема, бидејќи кога се појавуваш веќе тоа го нема, затоа е позитивна. Така. Да. Еве сега имам трема, пошто не сум била во емисија, кој знае. Па добро, ситуацијата малку сите не оддалеч и така е, да. работите што ги сакаме. За 14 годишник да застанеш на сцена каде што пред тебе ги спомна Хари Матахари, Гоца Тржан, Наташа Беквалац, мислам дека ти беше исто. Да, Наташа беше во All Stars, онаа сезона која што беше сега пред 2 години. И бевме поканети повторно оние кои што бевме и во првата и во втората и во третата сезона. Некој од нас не одбра и Наташа беше во оваа сезона сега пред 2 години. Инаку првата беше Хари, Елена, Леонтина, Милан и Гоца. И како чувството Така пред нив што? кога сепак се тие балкански ѕвезди, за 14 годишник застанува на повеќето можеби од тие што сте биле таму и идоли им се? Па преубава, пак ќе кажам. Имате кога позади камери со нив контакт да ве Да, посоветува како не. Да, како не. Имавме директен контакт, баш си имаме разменато мислење како од настапот. Они се буквално ни беа секогаш тука. Мислам, сега завршува емисијата и секој од нив мора да пројде од позади сцената за да си влезе во кола и да Значи, си со оди. вас мора да... Да, така што проаѓа тука и баш ние бевме деца кои што не гледаа баш кај си топ испеа да знаеш следно ова направи. Значи на секој од нас ни дава по некој совет. Значи горе доле си исти и позади камери и пред камери. Да, сите. Јас немам еден лош коментар. Ако треба да издвоиш, кој би го издвоил како, не знам, што ти остави најубав печаток? Па секој од нив си има нешто Позитивно, значи сите. позитивно, да. Елена е многу мила и е многу смирена, Гоца пак е многу луда, и многу ја сакам. Хари е исто така многу добар човек. Секој од нив, Милан исто, со Милан сум онака ептен у добри односи. Сите се окей. Како ги гледате на тоа нема врска дека ако пред камери изгледа вака, дека ужива, има тоа, има некои кои што навистина не ми се да кажам не драги, него Дали имаше лошо искуство со некој, нешто да ти каже што те повреди, што те навреди? Па не сум имала такво искуство, но има некој момент кај што сега некој ќе каже и па баш изгледа дека е арогантна, а воопшто не. За мене имаат такво мислење дека сум арогантна, дека не комуницирам, дека не се смеам. А оние кои што добро ме познаваат и се околу мене нон-стоп 24/7 знаат каква е Антонија и тоа не го кријам јас. Не можам да кријам каква сум. Можам само да покажам. Јас од моето искуство до сега можам да потврдам дека откако е влезена во студиото е само насмеана, така да тоа не држи вода. Да, па добро, носев протези 2,5 години и сега мислам дека треба да се смеам. Помислам дека треба да се смеам, така? Да, и добро ти стои на смевката, продолжи. Ако бираш од нив некој, со кој би одбрала да снимиш дует? Па некој да ми е така приближно до мојот стил. Што знам?
можеби со Јелена би имала, да кажам, некоја пејачка песна, со Милан би имала некоја песна која што е скроз модерна и овој стил сега што се слуша. Ево што го пратат младите, нели, нормално. Со Хари би било тоа нешто исто интересно. Со сите би имала, со сите можам да се замислам некој. Ама со секој поединечни да, идеи со имаш. со секој различен стил, не можам да пеам со сите исто. Можеш да ни откриеш интересни случувања позади камерите, сигурно некој плачел, некој бил незадоволен од коментарите, сигурно си имала милион дешавки околу, мислам позади камери. Што си гледала? Па имаше доста. Ќе ни откриеш неколку? Доста деца кои што завршиле со настап и плачеле. Па некој од нив ги смирувал, знам дека Гоца беше таа што цело време беше тука некого да смирува ако плаче или нешто. Пак бевме деца, нели, нормално ја бев една од постарите таму. Имав 14-15, Ти дадичка им беше на 14. Да, сите беа 9, некои 8, 11, Мартија знам дека е сега наполни 18 години, значи пак сме разлика. Пак си им Марко дадичка. Бошњак, да, пак сум дадичка и давам совети секогаш. Така што имало убави моменти и тие убави моменти се памтат. Ама нас не интересираат и тие другите. Дали имало некој ќе дојде и ќе рече па кој е она така да ми каже? Јас сум веќе звезда. Има многу од децата веќе што се ако се 11 години веќе ги знае народот и малце се примаат. Знаеш дека не ми текнува. Нема такви И да имало не може ми текне, беше оддамна. поминато е многу долго време. Помина доста време. Можам да кажам некои киксови што имало или сега што се случиле пред 2 години или мене што ми се случиле, да. Не зборувам стрикно за кога беше нели на 14. Ако е тогаш на 14 сигурно не ми текнува. А сега имало доста моменти кај што не знам, паднав на сцена. Го има тој момент на YouTube, мислам ги тргна. Епа барав, немам тако нешто видено, баш да видам дали ќе најдам ги нешто. тргна сите клипови, сите видеа кои што беа од нас. Не знам од која причина, но некој од публикава луѓето кои што ме следат и ме слушаат и кои што им се допаднале најверојатно изведбите кои што ги имам на тие песни, пак ги постирале на YouTube и пак има тој момент кај што јас се враќам наназад, има нели танчерки нонстоп, кореографии, се спрема и на снимање едно друго. За секоја песна имаш различна кореографија или имаш или немаш. Твое да бираш, јас никогаш не бирав, не ми ни смета, а не ми ни треба многу. На некои песни не ми треба, на некои песни па баш ми треба. И добро беше тоа што секогаш беа тука тие, да кажам, кореографии, таа девојка која што ги спремаше девојките со кореографиите, секогаш беа тука за нас и да ни помогнат и јас да направам чекор напред-назад нешто да направам, затоа што сум фокусирана на пеењето и некако ми беше тешко и да играм и да пеам, затоа што никогаш не сум го правела тоа. Тоа беше некоја искуство на сцена, со камери, со све, не поразлично од фестивалите, затоа што јас сум на фестивали од стварно од не знам 12 години, 13 и малце е поразлично, не е исто. Тука имаш исто жири, ама не е исто, овде те гледаат одредена маса на луѓе, овде те гледаат цел Балкан. И малце е, да. И малце е поголема аудиториум и поразлично е, сепак. Така што паднав на сцена, се враќам наназад 2 чекори, паѓам врз девојката и одеднаш станувам и продолжувам да пеам. И сите се чудат дека јас продолжив да пеам. Нема оди напред. Така што го има тоа на YouTube, можеш да го провериш. Не сум го нашол. И може и гледачите да го видат. Антонија Гиговска, Жетем, ја пеам. Така што тоа делче е ставено баш, кај што паѓам. Мислите ми се смеја, Гоца ме гледа вака. Се да фатиме. Да. Наташа ме гледа вака. Се чудат сите. Гоца се смеела. Какво беше не чувството туку, како дали сигурно си била многу горда кога гледаш дека пееш. Добро, и песната е малце трогателна, кога ја пееш Полско цвеќе. Гоца баш не може да се соземе на Да, па ме погоди баш тој момент многу. Поготово што имам разговарано со доста од нив блиски луѓе кои што му биле на Тоше и мене ме погоди тој момент и од една страна ми беше убаво што гледам дека сум предизвикала некое чувство, дали е тоа беа наплив на емоции, не беа чувство баш кај Гоца Тршев. И
ете она си знае како и било со Па да, и Тоша, она се он имаше и дружела, да. дует, 1200 мили, мислам. така Да, беше. дует. Преблиски биле, знам дека мислам имам разговарано на таа тема со Гоца и знам зашто е толку тешко нормално да си со некој да се познаваш макар 3-4 месеци или една Да, е година тешко, а или не 5 пак- години е тешко, а не па некој да го познава така подолг период. Полско цвеќе уствари ја пееш кога ве повикуваат повторно, ти си веќе таму не си 14 на All години. Stars. Да, на All Stars, тоа Да. беше пред 2 години. Таму имаш маестрални изводи на полско цвеќе од Каролина Гочева пееш. Ако сгрешам Ако нека сгрешам, изгорам, нека изгорам, да. хајде онда ништа. Па имаше доста изведби кои што навистина сум горда и остана и некои од песните навистина се пеат нон-стоп сега. И Полско цвеќе ми е баш една од подрагите песни кои што имам отпеано. Иако таму не си се свијам, многу ми е округла фацата. Таму сум, мислам дека најдебела од сегде. И Каде, точно на Полско На цвеќе? Полско цвеќе, да. Од тука ми почнува вратот, од овде. И вака сум, круг. Така што, не, се шалам, ама стварно е така. Ќе видиш. Ама стварно си округ. Е добро, како се реши да дојде да се реши со целосна трансформација од од вака тоа се видео деси. до сега? Кај мене... Таму има две Антони, сега има еден. Кај мене, јас сум таков човек, за било што, си трпиш, си тера тоа, ама ако еднаш пресечам толку. Така и сум и приватно, и со луѓе, и со ете што збориш како ти текна да се Значи, деси тој момент. Целосна трансформација Од нигде никаде ми дојде тоа да кажам, затоа што умеѓу време се видов со Јелена, многу ми е драга, Спенџарска. И има една жена ми вика што ете можеш да работиш со неја, заработиш со Ана Бекута, со неколку битни луѓе од Србија. И работи со доста луѓе на кои што навистина им помогнала, дали здравствено, дали некој за изглед, некој здравствено. Тоа е индивидуално. Ме спои со женава, со Клудија и така почна некако се. Од утре почнувам. И толку беше, скрос ми се смени се и дури и психички ми влијаеше многу и така се сменив психички. Ми делуваше многу, не само физички. Психички во главата и во све, не знам, така како друг човек скрос. Затоа што 33 кила за 2 месеци не е малце. За 2 месеци 33 кил. Да. Што многу е. Многу е. Ама Многу е. многу често знам луѓе што имаат нагло ослабено, нема врска и за брзо си ги враќаат килограмите, за разлика од тебе што Мораш да внимаваш. Значи, Не е само да го направиш тоа што треба да го направиш и толку. Мораш да внимаваш, поготово за здравје. Кога се работи за здравје, јас сум 100 пати поздрава сега. И не само што подобро изгледам, него сум поздрава. Макарони јадеш уште? Јадам, да, сега морам да јадам. Тренерот ми вика ако не јадеш, нема мускули. Не гледав едно видео Да. каде што правиш и каде што Со кажеш. макароните, да, макарони ми се болка. Мислам дека кога што сум навлечена на татуажи, следно ми е паста. не, си јадам, сега морам да јадам. Морам да јадам за, нели, нормално знаеш и ти вежбаш. Ако не јадеш, нема мускули. Нема, да. Добро, спомна тетоважи. Имаш колку тетоважи имаш? 8? 8? Да. Која ти е најдрага? Најдрага? Да. Па сите ми се драги, затоа што не ќам да ставам... Сите се со причина. Да, не сакам да ставам тетоважа сега, зашто ми се свиѓа визуелно. Има, не знам, сега социјални мрежи и ова све што гледаме на интернет, се ти е достапно и отварам јас на Pinterest и гледам секакви тетоважи и се ми се свиѓа, ама зошто би ставила нешто што не ми значи? Секоја тетоважа ми значи и Не, тоа ќе продолжи така. Едно е да ти се допадне во моментот, а друго е Да, нешто да, што да. ќе ти остане што нема да се покажеш можеби по 5 години, по 10 Да, години. дека си оставила. не сакам за до сега и мислам дека не би направила нешто за да се каам. Човек не треба да се кае за ништо,
се случува со причина и се е така како што треба да биде. И никогаш не вели никогаш, што ти не знаеш што следи во животот. Никогаш не вели никогаш, точно. Да. Од тоа што знам за тебе, гледа дека е 2018 и тоа како плодна година за тебе. Учествуваш во Романија. Во Романија. Потсетива, да. Во Романија, второ место? Второ место, да. 2 Елена. Така беше? Да. 2 Елена, какво за тоа ништо не знам. Само го знам како податок дека си учествувала. Какво надпреварување станува? Преубаво искуство, преголема сцена, предобри луѓе, професионалци кои што се таму со нас, кои што беа со нас. Едно од поубавите искуства ми е дефинитивно, ја запознав и Никол Шенцингер, пошто имам и слика со неја, пошто она беше гостин во ревијалниот дел, она пееше. Таму освоив второ место. Тоа е слично, па малтане исто како Евровизија, истата организација, исто се осеќаш како да си на Евровизија, се е исто. Ја мислев на 2 Евровизии си била, значи ти на 3. Да, на 3, да. Романија ми е едно од подрагите случувања. Тоа е за како пинкови звезди, така за помала возраст или баше... Не, до сега на сите фестивали кои што сум биле од до, не знам, 30 и нешто години, 40 и некаде. Се биле, види, не можеш да се пријавиш на фестивал каде што има само деца. Тоа мора да има нека граница. Не знам, не знам ништо за... Да. Оти за пинкови звезди, нормално знам. Да, на секој фестивал е различно, меѓутоа до сега каде што сум била, секаде биле и постари од мене по 10-15 години. Значи докај 30 и нешто имала. Значи Романија има нешто што е спектакуларно, што ретко од нас кој кој е запознат со тоа. И преубава си поминав и преубави луѓе запознав. И со многу од нив сум се уште во контакт, со многу од нив сум поврзана поради Евровизија, затоа што пола од тие луѓе што се таму во организација си во организација на Евровизија. Кои се разликите, имаш можност во Србија, ете во Романија, кај нас учествуваш по фестивали, каде е разликата од нивното до нашето? Па ја мислам дека голема е разликата, само мислам дека се е до организацијата, но пак ќе кажам, јас си сосеќам најубаво дома, пред мојата публика и пред мојот народ, си сосеќам најубаво и најслободно и не се споредува тоа со ништо, иако организацијата им е далеку подобра од нашата. Кај нив и на Евровизија и на каде и додиш на било кој фестивал се знае во 5, ако почнува во 5. Тоа е, нема каснење. Точни швајцарски саат. Точно е све. Вајде финансискиот дел е многу различен од кај нас. Да. Спомна дека кај нас највеќе уживаш нормално во Македонија. Кога сме ке 2018 година, спомнав дека ти е плодна. Све знаеш. Сите датуми. Макфест. Никогаш не вели никогаш. Да. Какво е тоа искуство? Мислам, си победила на Макфест? Па тоа ми беше трет пат на Макфест и третиот пат се случи да победам. Да, трета среќа. Упорна сум, никогаш не се откажувам од тоа што го сакам и тоа што е моја, кога тоа ќе дојде, ако треба, нормално и ако навистина го заслужувам тоа. Не сакам по секоја цена, сакам публиката да ја препознае песната, сакам сега кога одам некаде на настап и кога гледам публика дека ја пее песната, тоа го сакам и тоа ме прави среќна. Независно од тоа дали јас ќе имам 10 милиони прегледи на YouTube, на песната има милион скоро, каде и да пеам сите ја знаат. И не е важно, тоа е најголемата победа и не е важно дали ќе победиш, битно е песната да остане и да се слуша долго и да остане и за генерации понатака. Значи тогаш знаеш дека си направил нешто кое што ќе остане и кое што навистина некој го препознал дека е тоа и дека таа песна е нешто кое што кај некого буди нешто убаво. Нормално. Емоции пред се, да. Инаку ми е едно од подрагите песни.
Ке сакаш да ја слушнеме? Никогаш не вели никогаш, кажи зборови од душа, ако срцето го слушаш. Никогаш не вели никогаш, не те оставам, не заборавам јас, нема да те изгубам. Ти благодарам. Какво беше искуството, бидејќи ете 3 пати учествуваш на Макфест? Многу коментари читаме, многу реакции околу организација, околу општо вака од сите што се учесници. Твоите искуства какви се? Што би кажала за Макфест? Па јас Особено што имаш прилика да одиш и на други различно, многу е различно. Сум била секаде, значи Русија, Романија, Белорусија, Италија. Полека ја освојуваш Европа. Дај Боже. Сум била на многу места и секаде е различно и секаде организацијата е различна, секогаш е све до организацијата. Ама што е тоа што недостасува кај нас? Па ето тоа е. Многу негативни коментари. Па имаше читаме. последна година имаше доста негативни Што мислиш коментари. дека еве ако си во организација што би променила на Макфест? Па мислам дека треба, не знам, да се потрудат повеќе околу сцената, околу тоа како да изгледа. Не знам искрено, не би сакала да коментирам затоа што моето искуство било супер. Јас сум си поминала многу убаво. Па да, затоа викам секој има различни искуства. Јас сум била 3 пати, третиот пат сум победила. Песната ми е важно што станала и што се слуша и што знаат дека е песна која што победила на Макфест. И тоа ми е драго, не е само песна која што ета така излегла на YouTube, него знаат дека со таа песна Антонија победила на Макфест. И до ден денес ја слушаат и ја пеат. И тоа е важно. Тоа е важно да знаат дека како што знаат нели Хелена Благме кога те нема, дека песната е победила на Макфест. Јасно. И тоа е нешто кое што треба сите да Што станува и што е позитивното. Точно. Кога сме ке 2018-та, Браво. прв пат си на Евровизија, како придружен вокал, а веќе следната година повторно си на Евровизија, значи 2018-та готово. Ја завршувам. Тука завршувам. Во 2019-та плюс си имате за нас, за нашата држава, за Македонија, историско 7-мо место. Како ти се, мислам, искуствата и од едната и од другата година за Евровизија, што ќе ни кажеш? Првата година бев со IQ. Да. Поздрав до Бојан и до Марија, сега се во Лондон, не живеат веќе во Македонија. Втората година бев со Тамара, преубаво си поминовме, каде беше, со Тамара бев во Израел. Не знае веќе каде да оди. А со IQ бев, знаеш? Не. Каде бев со IQ? Куцајте брзо кај бев со IQ. Барајте. Да не сгрешам. Додека ни кажува ќе најдете. Преубаво си поминовме стварно и секогаш сум обкружена со убави луѓе. Тука ми се и Лазар Цветковски, и Дарко Димитров и со нив двајца стварно ми се како браќа. Со некој од нив сум поблиска, со некој не толку, меѓутоа сме стварно многу блиски и секогаш имаме за што да збориме. Со Лазе сум, значи Лазе ми е како брат. Со него сум на FaceTime секој ден, буквално. И секој ден сме или на ручек негде, или освен тоа што работиме, значи нонстоп сме тука. Он е има прсти вмешано во се околу мене и приватно. И ми е навистина еден од подрагите луѓе, дека ако не и најдраг човек во мојот живот, кој што навистина знам дека му должам многу. И многу ми е мило што имам таков човек покрај мене, без разлика дали работим или не, знам дека секогаш е тука за мене и тоа ми е многу важно. Веќе му се одолжуваш со твоите успеси. Тоа ми е многу важно стварно и со такви луѓе, еве и Роки ќе спомнам, Билов, со такви луѓе не можеш да си онака, секогаш има нешто. Секогаш се случува нешто, секогаш е тоа вака. Така што убаво искуство стварно. Евровизија ми е едно од поголемите искуства, затоа што е стварно Евровизија. Како беше еуфоријата, особено ете за 7-то место на... Па дефинитивно сите беа изгубени. Сите беа изгубени и не знаеа што се случува. Никој не очекуваше такво нешто.
знаевме дека сигурно бев дека ќе влеземе во финале, ама дека ќе И бидеме песната седма, беше да, одлична. песната е Мислам, одлично. лудило. И не очекувавме седмо место, Тамара сама си кажува дека скроз бевме сите изненадени. Тоа што се случи тогаш таму беше стварно многу голем успех за Македонија, ако не најголем. После тоа имаше, кога завршува се тоа, одиме во бекстејдж, сите се растрчани, а јас и Даре треба да тргнеме со авион вечерта, значи они си се враќаат, има авион другиот ден, а ние мораме да се вратиме затоа што Даре треба да стигне негде, а јас треба да стигнам другиот ден на матура. Матурантката наша. Матурантка, да. И сите знае дека јас треба да стигнам на матура. Тоа беше вечерта кога се, значи, еуфорија, седмо место Тамара, сите растрчани во бекстејдж. Мене сите работи ми се во соблекувална, ама јас го немам клучот. И на таа еуфорија никој не знае кај е клучот. Односно, пример, Армен не знае дека е кај него клучот. Сите го бараат. И сега јас му се обраќам на Армен, викам, Армен, клучот. Леле, бебо, не знам кај е клучот. Абе, како не знаеш, викам, баре, нема да стигнам, пошто не чека такси, треба да ќе ни избега авионот, нели, нормално, следен авион, може нема ни да има. Нема да директно. стигнам на матура, да, па така и беше. Само што се качи во такси, во авион, тука со Даре, нели, нормално, мора да трчаме по авионот ние, секогаш, стално, значи, кога идам негде со Даре, трчаме ние по авионот, да не ни избега. И така беше, следниот ден се вратив, одма на спремање кај Даниел и вечерта матура. Вечерта запеа? Па, колку што се сеќавам, мислам дека една песна пеев и знам дека преубаво ме пречека професорката македонски, Каролина ме представи тука пред сите, сега се врати Антонија од Евровизија, беше тоа голем успех, аплауз ве молам, така што убаво искуство, ама се беше некако така од преголема еуфорија, мислам дека немаше да стигнам на матура. Ама добро, мислам дека добро предавме. Можеме ли да очекуваме во, може би следната година, подобар пласман од седмо место со Антонија Гиговска? Тоест прво место. Дај Боже. Имаш Дај таква Боже. желба, сакаш да Имам желба настапуваш? нормално. Имам желба, да. И зошто да не? Ако имаме добра песна, јас секогаш верувам во се. И во тоа што мислам дека не може, и во тоа верувам. Особено што веќе имаш искуства од Па да, Евровизија. друго е, затоа што првиот пат бев малце така. Имам јас искуство со сцена и со поголеми сцени, меѓутоа тоа таму е неспоредливо со се друго. И имав првиот пат кога бев на Евровизија со IQ, имав некоја позитивна трема, затоа што пред да почнеме во слушалки секогаш оди претходната песна, односно ние сме спремни за да излеземе на сцена, но го слушаме ние пред нас, да, претходниот беше победникот што победи со Arcade, го слушав во слушалки, се ежев, значи скроз. И некако таа ми е една од поубавите песни и знаев дека ќе остане, дека без разлика дали ќе победи или не, ќе се слуша затоа што има нешто. И моментот кога ја слушаш претходната песна, малци имаш така некоја позитивна трема, дури онака сите бевме и Тамара, јас, Александра, Васил, пошто ние бевме позади, ние не се гледаме на сцена, со IQ се гледавме, пошто имавме и кореографија. Но сто бевме раздвижени и друго беше. А со Тамара не се гледавме, бевме позади, мислам, ние ја гледавме сцената, ама они не гледаа нас, публиката, они не гледаа нас на сцена. И имаш позитивно нешто што ти се случува, некоја трема. Ама тоа е пак многу голема работа и многу големо искуство и се тресе, буквално пред да почне песната. Почнува Proud и почнува Тамара, Girl, they will try to tell me. И се тресе све. И пред да почнеме ние да пееме, пошто имаме момент кај што почнуваме да пееме и почнуваме сите заедно. И сите се гледаме ја Александра Василовака. И што се деси и последното, значи последното кај што сите пееме заедно, фактички последниот рефрен, се држиме онака за рака и го пееме.
И завршува Тамара и идеме позади и сите сме леле што направивме, пошто реално колку нас што ни звучеше добро, мислиме дека и на публиката им звучала добро, затоа што се тресаше све. Така што преубаво искуство. Таму си 15 дена и 15 дена имаш нон-стоп интервјуа, не знам, одиме таму, не шетаат ваму, проби, мора да има проби, нон-стоп имавме проби, прес, не шетаат низ градот, различни места, нон-стоп се е организирано. Преубаво искуство, стварно. И мило ми посакувам среќа на Андреја оваа година, да сгази и да не се плаши од ништо, да знае да биде свесна за незиниот квалитет и за тоа што е она и само напред. Да не представи во најдобро светло. Така е. Па до година одиме со Антонија Гиговска. Дај Боже, дај Боже. Добро, сепак тој настан, нели, самото име кажува многу, Евровизија, тоа Така сигурно е еуфорија. И многу голем притисок и многу голема одговорност. Сепак представуваш името на државата Така, пред се. така. Често поставувано прашање вака до артисти, бидејќи секој од кај нас артистите си ga гледаат кариерата и надвор од државите, бидејќи мала ни е страдата, не знам како да го објаснам повеќе тоа. Снимаш и ти песни на српски јазик, каде се гледаш ти повеќе? Кажа дека тебе ти убаво тука, ама дали би повеќе би сакала да бидеш на нивната сцена? Па не повеќе, сигурно не повеќе, но зошто да не би сакала, да. Мислам дека моментално она што се случува на Балкан и што го гледаме, и има доста пејачи кои што, артисти кои што навистина успеа. И тоа е нешто кое што секој би го посакувал. Јас сум, не сум го познавала Тоше, но сум многу горда на него што не успеал само Македонија, него успеал и надвор, успеал и Госвил Балканот, Србија и Хрватска, па нели Америка. Јас сум секогаш со отворени карти и нормално би сакала да се слушне, не дека не се слушнал мојот глас надвор. Јас сум имала и песни кои што стварно, пример, Могли смо двое сум ја снимила и Могли смо двое стварно хит во Србија. Без разлика дали има 5 милиони или 10. Кога ја пуштат песната, знаат да пеат. Сите ја знаат песната, но многу е поважно да знаат која пее песната отколку песната. Така што сум свесна за тоа и би сакала тоа да е обратно и да се смени. Моментално сум исто фокусирана и за Србија, работам и спремам песни, нонстоп сум во студио и ќе се потрудам максимално за се околу тоа и за песните кои што допрва ќе следат. Секако за тебе не би било проблем да се пробиеш, бидејќи сепак те знаат и во Србија и во... Да, па јас сум тргнала по некој полесен пат, да кажам, што сум имала можност преку шоу да ме види некој. Да, токму затоа и кажам дека веќе те знаат. Дефинитивно полесен пат сум имала отколку некој девојче што ќе почне или некој дечко нормално што ќе почне да пее така и ќе се труди, ќе става. А јас сум имала стартна позиција добра. Инстант добра позиција и сум имала шанса да се представам таму каде што треба да се представам и да ме види поголема маса на луѓе, нормално. И можам да кажам дека мојот пат бил полесен. Меѓутоа, за да достигнеш нешто повеќе и да не останеш таму каде што си, мораш да работиш константно да се трудиш и се надам дека еден ден ќе се отствари тоа што да, но тоа што кажуваш дека е полесен, не е баш лесно да се надпреваруваш со, например, 2000 кандидати или со... Па така е, да. Така да не е и тоа лесно, ама сепак кога веќе си се наметнала, да, сега е од друга страна. Полесен патот и се надеваме не балканска, светска звезда, зошто да не. Дај Боже. Да го освои светот. Ги читаш ли коментарите по социјалните мрежи за тебе? Дали... Па кој не ги чита? Да, и како влијаат тие на тебе? Кој не ги чита? Сите тие што збора дека не читаат. Да, има некои викаат дека не читаат. Не читам све, само што не обраќам многу внимание на тоа што мислам дека не треба да обратам внимание. Не допира до тебе нешто кога е негативно? Не допира нормално, како не. Но ти сигурно не е едноставно да прочиташ нешто лошо за себе. Допира, да, има... Знаете и расипет ден да... Има и стварно некои коментари кои што
се баш грозни, одвратни и јас го имам кажано тоа во едно интервју, се додека не ми вреѓаат фамилијата, е супер, кога ќе почне некој да ми вреѓа фамилија, тоа многу ме боли, не сакам да е тоа така, затоа што јас сум Антонија, а они се моја поддршка, мајката и таткото на Антонија и братот на Антонија. И така ќе остане. Они се тука мои да ме поддржуваат и да се тука со мене во добро и во лошо. Не сакам некој да збори и да пишува лоши коментари за нив. А се случува често тоа? Да. Имало такви моменти и баш ме повредило. Имало моменти кај што имав 33 кила плюс од колку што имам сега. Имало моменти кај што сум читала коментари, еве оваа дебела, гнасна, свиња, вака така. И јас во тој момент сум се сакала таква и сум се прифатила таква, но не значи дека тоа ќе остане така. Ако јас мислам и сметам дека треба да го поправам тоа, да го сменам, да биде нешто кое што треба да биде, односно да имам 33 кила помалце, јас ќе го направам тоа. Меѓутоа немаш потреба од такви коментари. За жал, таква не нација, мислам нон-стоп, дека балкански нон-стоп гледам. синдром веќе на такви коментари Нон-стоп гледам и по Facebook и ретко отварам Facebook, ама имам можност да видам кога ќе се, пошто секогаш кога ќе отварам Facebook ми излегува некоја статија од некој портал. И многу често и новинарите знаат нешто да извадат од контекст. Значи не знам, имаше момент се срамам, пишале наслов се срамам што живеам во Македонија. И тоа го извадиле од стори, а на тоа стори сум пишала за некои луѓе кои што направиле нешто, фрлаат отров за куќе. Значи куќево да се отруе. И тоа сум го пишала, ја не сум го пишала се срамам што сум во Македонија или се срамам што живеам во Македонија, него скроз се изваден од контекст. И доле коментари, ваква, таква, оваа пејачка ли, која е оваа бе? Па не знам, јас мислам дека барем до сега сум направила некој успех и некој барем од публикава или од оние што ме следат, слушнале нешто убаво од мене, некоја песна, нешто, виделе. Убаво сум се облекла денес, виделе нешто и препознале нешто. Да, ма најчесто Такви веќе коментари по тешко да прочиташ позитивни коментари по порталите отколку као секој дневи е стана, кој што и да направи е со негативни коментари. Мислам као луѓето се празнат. Немам што да правам денеска, ќе ја навредам Антонија или ќе навредам Жарко или Па не е само со мене, да. Не, зборам Со за сите. општо за сите, за Со секоја сите, ситуација поготово така тука. се реагира. Поготово тука. Кога може една Дуа Липа да облече топче кој што изгледа на прв лук, можам и јас, може и Мартија, може и Лина, сите можеме. А зошто не би? Значи, сите, знаеш како е, сите гледаат што се случува во светот, ама кога ќе го направи некој тука, еве ова, или сега ќе постирам некое видео кај што играм нешто и е малце попровокативно. Одма тоа има коментари, одма тоа има 300-400 шерс на една стори, имам една слика кај што сум баш пред да ославам, лето имам ставено сликата и сум со бикини, значи на одмор. И е ставена сликава и сега таква слика има и Дуа Липа, ама за Дуа Липа нема ништо да кажат. Ке кажат за мене. Зошто? Сите сме на плажа како да одиме, на плажа на тренерки. Во бикини, така. Нормално. И таа слика има 5000 препраќања. Само таа слика. Добро, а кај што ќе направиш нешто ќе направиш нешто убаво, тоа нема да. ништо. А имаш, спомна за социјални мрежи, на Инстаграм еве конкретно. Имаш непристојни пораки? Да има. Константно. Често? Да има константно, но не обраќам. Да, издвои внимание. неколку, тоа многу интересно. Па има има и многу вулгарни, не би сакала да ги издвојам, ама има константно. Отвори, ја ги прочитам. Леле, не ќе ги барам сега. Има стварно. Се шал. Значи има добро, знаете и во коментар, ама тоа е уште по не знам, не е смело, трагично е тоа што и во скриени броеви и со све. И како се носиш со тоа? Звонење 5-6 сабајле. Те буди. Ама не, сега имам навика веќе. Баш прво ти да си звонат? го проверам, да. Сега имам веќе навика.
Кога ми се случи тоа неколку пати, имам навика да си проверам прво кој ми звони, па после да креам. Оти е тотално откачено, особено ако Да. не те познаваат. Да, многу ми Ти е мило звонат. кога ќе ми се јави некој дете, добре, кај го најде бројот? Го најдав на другарка ми го даде. Добро, тоа е сладко, тоа е Да, тоа е да, окей. Тоа е окей за фанови некои што се потрудиле Има, стварно. има ептен, сум ама- имала ептен убави моменти. Да. Пред зграда ме чека да се сликаме, ми пеат, па ја да излезам на прозор да ги слушнам. Да, ма тоа е ме снима, да, тоа е тоа се убаво, убави тоа е убаво моменти. и Да. тебе сигурно ти годи, ама ова друго Да, пре. верувам дека не ти Па, годи баш. сите го имаат, тоа сигурно сите имаат непристојни понуди и не само од Македонија, колеги и колешки кои што нели нормално има и ни Србија, јас сум со скоро сите од нив многу блиска. Си разговарате знам на тие дека- теми? Мене знаеш што Да, ми да, пиша, има. вака ми пиша, а тебе? Да, има, да. Има, мислам, јас сум си блиска и си комуницирам, си споделувам и искуства и све, и убави и неубави. Имам некои од нив кои што ми се поблиски, имам нив кои што сум само во добар контакт, така да има доста. Дечкото како реагира на тие коментари? Или не му ги пренесуваш? Па, Опериране. како реагира? Опериране. Опериране. На моја среќа ја работим истата работа Потполно те разбира. и ме разбира и никогаш не сум имала проблем дали ќе се приберам во 5-6, со кого сум и како сум и од таа страна ми е многу лесно. Подобро ако пееш во дискотека вечерва сигурно нема да се прибереш до 1. Па и он исто. Па за тоа викам, значи Да, таква нема ти е, тоа, нема таква ти е притисоци. работата. Имаш соработки со Два Бона, имаш песна, имаш со ДНК. Како дојдат тие соработки? Па со Ванила, со Панчо, многу спонтано ја работевме ние песната со Лазе во студио и као може да влезе Панчо, ќе го прашам, Панчо ја слушал песната, многу му се свиеше и така влезе. Напиша текст и одма. А со Два Бона ја мислевме песната, прво имавме, тоест ова ни беше прва песна, Хиена ни беше прва песна која што ја имавме онака поставена, имаше само бит, на и тоа е. И таа беше прва песна. После направивме уште 2 или 3 и пак се вративме на оваа затоа што звучеше Таа ви најдобро. се не допадна највеќе. Да, звучеше баш како што сакаме. И тоа беше проект кој што се работеше долго време. И баш сум многу среќна и баш сум многу горда на тој проект, затоа што навистина секој од нив си ја знаат, си се артистични у секој поглед, секој за себе, нормално, и оние кои што работат со нас, Лазе е тука кој што многу добро ме познава и знае дека во песнава треба да пеам рефрен и треба да рапувам еден дел. За ако рапувам, само ако рапувам, да нема коментари дека Антонија рапува. Дека еве раперка стана, она пејачка раперка стана. Значи да има и рефрен кој што ќе видат луѓе, Антонија пее, значи пее, не рапува само. А И кога тие моменти мора да се запазат. кога ти понудуваат текст или песна, како ја одбираш? Се консултираш, само одлучуваш? Па не, обично влегувам во студио и правиме повеќе песни, 5-6 демоа се тоа, правиме повеќе песни, повеќе мелодии, да. И од тие гледам во која најдобро се пронаѓам и се снаоѓам, затоа што не знам се добро да пеам. Јас ќе го отпеам, ама нема да го почувствувам и секогаш гледам да тоа што го пеам, го чувствувам и ми е убаво и сакам да го пеам. И до сега сите песни кои што сум ги снимила и сум ги сработила и како проекти ги сакам. И сакам да ги пеам и сакам публиката тоа да го препознае. А нешто да пеам без везе или ајде било што сега ќе пуштам, не. Сакам да импровизирам многу и последниве песни што ги имам објавено од Магла до Магнет до Хиена до оваа последната што требаше да излезе, ама нема да излезе, се скроз една со друга врска немаат. Значи се скроз различни. Магнет е некоја Битно ти диско, исполнуваат? Да, скроз. На крај тоа е најбитно тебе да те исполнат, Да, ти да, и да уживаш во текстовите тоа и и се. публиката да го препознае тоа. И текстовите и се. И не, сакам и текстот да е, сакам да го почувствувам текстот. Не Да допре да до- пеам било што. И тука сум исто многу задоволна од Тајзи, он ми ги работеше последните 4 песни, но со 3 што излего и 4-та што нема да излезе, ќе оставам за понатака. Така да тимот е тој. Не, и добро, се менува тимот, ама сега за сега дефинитивно, да, не. се менува, но не дека јас имам отворени карти да работам со било кој
и со Србија, и со Хрватска. А кој стои Само да е зад? добра песна. Кој стои зад Антонија? Кој имаш одреден менаџер? Или Ако ти соработуваш кажам- со повеќе или Не, ако ти кажам дека татко ми е менаџерот кога почнав да пеам и сум многу среќна што од толку мала возраст ме води некој кој што многу добро ме познава, не сака да ме пушти туку така. добро и njemu е непозната таа професија, Нормално, бил го ти ја води? гледа, јас до сега бев свесна и сега сум свесна дека гледал пристрасно на работите и дека секогаш ќе гледа од тој аспект, дека јас сум му ќерка и дека сум му дете и дека за дете мора да направи се. Меѓутоа мора некои работи да се сменат и мислам дека мора да има некој човек кој што нема да гледа пристрасно на работите и ќе направи нешто кое што Не го можеби направил татко ми татко ти. нема да го направи. Да. Значи- Има доста ситници кои што татко ми не би ги направил затоа што сум му пак дете и не сака ќерка му да биде облечена, например, у боди, ама да е друг менаџер и да работи со тебе, ќе каже, Антонија, треба у боди сега да искочиш. Пример, зборам. Што и не е нешто страшно. Зборам пример затоа што нели нормално секогаш имам стилист, веќе 4 години работам со стилист, Викторија Бурсач, ќе ја поздравам во овој момент, и Даниел Николовски кој што се грижи секогаш за мене, за шминка и фризура, и тие се некако мојот тим до сега кој што не би сакала да ги сменам затоа што ми се и преблиски и сум видела заедно сме постигнале нешто и заедно работиме и никогаш не ги издвојувам и да работам и да ми понуди некој соработка со некој бренд или нешто слично. Нив никогаш не ги составувам, значи јас сум си изградила некој имидж, да кажам, нешто по кое што ме препознаваат и кога ќе ме видат мене, знаат дека позади мене стои некој човек кој што го сработил тоа. И многу е добро да имаш свој тим И позади тие себе. веќе те познаваат, така да што нема Да, зашто да ги да. менуваш. Така, Се сум согласуваме и имала- ние со тоа, нема потреба за промени. Сум имала не проблеми, него на почетокот ми било чудно некој ете да кажам 3-4 месеци дур се навикнам затоа што сум била сама и сега одеднаш доаѓа некој кој што кажува ова ќе го облечеш. И ти Или гледаш. нема бојата на косата ваква, Да, па Оти за се. гледаме дека промени За се. со бојата. Промени секогаш сите промени се добро осмислени. Дали е тоа е така функционираат уствари светските Па, звезди, така така да функционираат. нема потреба Така функционира, да. задршка да И, има за тоа. Многу од некои брендови се лутат кога ќе ми се јават и ќе кажам вака и вака, јас работам со мојот тим и ова е мојот стилист. Треба да се знае тоа, дека тоа ми е стилист, тоа ми е шминкер, фризер, ова ми е фотограф. И тоа се знае. И сите работиме заедно, затоа што јас ќе го сработам тоа професионално и ако веќе влегувам во нешто, сакам да го направам тоа како што најдобро знам, а не да пуштиме нешто така. Ајде, нека пројде, затоа што публиката нема да го препознае тоа. Публиката препознава нешто кое што ти сам го чувствуваш. Ако јас облечам нешто денес што не сакам да облечам и што не ми се свија, ќе го примети тоа некој. Затоа некогаш мора да изглумам, ама. Да, ама добро. Тоа е, Сепак да. те познаваат Тоа веќе е. доволно, чим нели што соработувате подолго Да, време, да. така да знаат и они веројатно што ви ти прилега и што ви Да, сакала нормално. да носиш. Неверна, крива сум, се дел од насловите на твоите песни, која ако треба да издвоиш, која ти е најомилена или која има нешто што секогаш кога ќе ја слушнеш те потсетува на нешто посебно, на нешто убаво? Па да, Невреме ми е прва песна. Крива сум исто така песна која што ми е исто многу драга, Игор Џамбазов текст. Кога го праши Игор Џамбазов секогаш е Да, па Добар за избор. крива сум сега кога би се вратила назад, можеби не би ја снимила. Зошто? Зошто немав доволно години за да испеам толку многу добар Сериозно, текст да. и сериозен текст, за да го пренесам тоа на публиката и тоа да го препознае. Меѓутоа, добра работа е што публиката си знае, нели нормално секој знае што сака да слушне. И сега баш ми пратија некој извештај дека на Радио Ес во Србија е прво место. Крива сум. Пошто има верзија и на српски, крива сум. крива си за прво место. Да, така да која ми е
така подрага. Ако треба Па една да би ја издвоиш, која би била? Би ја издвоила, не знам, би ја издвоила Магла, пошто би ја издвоила Магнет, затоа што ми е најразлична од сите и секогаш ми буди некој убаво чувство Магнет. Никогаш не вели никогаш светлина во мрак. Не можам да издвоам. Сите ми се мои, некако сите ги кажам. Да, Никогаш не вели никогаш, па добро, освои прво место на Макфест. Хиена ми е првот. Така да, Хиена ми е исто. Што да очекуваме од тебе во следниот период? Подготвуваш нешто, снимаш нешто, нови песни што треба да ги очекуваме? Или планираш дует со некој? Го спомна Тајзи, можеби со Тајзи? Па има и дуети. Тоа ќе нема да откриам, но ќе биде сигурно со некој од Србија. Имам доста песни на кои што работам, доста нови проекти. Во мај, крај на мај треба да искочи, треба да излезе една песна која што ја спремам веќе подолго време и што е баш она скроз некој друг фазон, некој друг стил, поразличен. Нешто ново од Антони. Да, нешто ново и тука ќе треба да излезе до крај на мај албумот мој, првиот, на кој што ќе се најдат сите песни кои што до сега биле. И оние кои што сега, да, обавезно. Мислам дека нема да правам промоција, меѓутоа ќе оди некој мини проектче за албумот и секако ќе си добиете CD, тоа е од мене. Почестени сме. Така да, тоа е нешто што сега се подготвува, работам нели на нови песни, нови проекти, но ќе излезе песната крај на мај, тука ќе сум и сега сум да кажам некоја пауза, ќе се ставам малце на стендбај додека не сватам што точно треба да излезе нешто следно ново од мене и сакам тоа што ќе излезе онака да биде баш нешто тоа што ново треба да и биде. баш што ќе биде и затоа работам на повеќе песни и ги бирам вака. Правам многу и ги бирам под лупа. Супер. Каде се гледаш себе си за 10 години? Леле, не знам. На професионален план не зборувам за дали мажена или со дете. Не, мажена со дете секако тоа. Туку на професионален план. Еве Евровизија прво место освоивме, до година ни е тоа. А за другото? Па не знам искрено. Имаш некоја амбиција што веруваш дека ќе оствариш во наредни 10 години? Нешто што сакаш да ти се случи? Амбиција има, сон има, моја да работам и да дојде тоа. Да го остварам тоа. Така е. Готово за наредни 10 години оставаме тоа дека Евровизија ќе си освоиме. Како за самиот да привршуваме бидејќи ни мафтаат веќе 5-6 минути. Ние си правиме муавет. Нивно е да не снимаат. Така е. Како би ги мотивирала младите сега, како да ги следат своите сони штево, конкретно за Пинковиќ звезде, како би ги мотивирала, што би им порачала? Па да го прават тоа што најдобро го знаат, што најмногу го сакаат, да не се откажуваат, да бидат упорни, затоа што во животот ќе има многу неправди и само напред. Главите горе и сите напред. Вака. Да. Има нешто што сакаше да ни кажеш, а не ни кажа? Нешто да порачаш на некого, да поздравиш некого, ти па, слободно ги можеш. поздравувам вашите гледачи и многу ми е мило што сум дел од вашата емисија и само така продолжете. Побарај лайк, сабскрайб. Ве молам лайк, сабскрайб на каналот. Слушајте и гледате ги емисиите. Уште еднаш да ти заблагодарам што не удостои со твоето присуство. Фала ви многу и на вас. Мило ми е што бев со во вас исчекување овде. сме во новото и си поминав преубава. Да, фала ти многу уште еднаш. Фала и на вас. Она сите твои тајни ги крие, она сите твои рани ги шие, и цел град знае ради кого пие, јај, јај. Она сите твои тајни ги крие, она сите твои рани ги шие, и цел град знае ради кого пие, јај, јај, јај.
Дојдовме до самиот крај на втората епизода од втората сезона на Тоа е тоа подкаст. Уживавме со маестралната, со најдобриот вокал во нашата Македонија, Антонија Гиговска, а за самиот крај да ги поздравам и нашите спонзори и помагатели. Atlantis Invest Group, Сладкарница Крем Кафе, Кеги Моби, Декорас, Унистар Трейд, Ресторан Интернационал. Медиумски спонзор Batali.net. Останете со нас во третата епизода, имаме специјален гостин за вас.